Според годишниот извештај за индексот на економските слободи на фондацијата Херитидж, Република Македонија е рангирана на 31-то место во светот во конкуренција на 186 држави, благодарение на континуираниот напредок што државата го бележи изминатите 10 години, и тоа во делот на економијата, подобрувањето на бизнис климата, даночната политика и постојаните реформи на националното законодавство. Оваа информацијата која ја потенцираше состојбата на македонската економија од повеќе аспекти, но сепак за конкретните проекции за генералната состојба во државата, денес имам чест да зборувам со Анета Димовска, државен секретар во Министерството за економија. Најпрво, добар ден. Добар ден. Ќе зборуваме за ова информација која што нам на Македонија позитивно и влијаеше. Меѓутоа, овде денес би сакала да започнеме од еден друг аспект во кој што има акцент Министерството за економија. Тоа е енергетиката, за која што вашите заложби веќе вродуваат со плод. Меѓутоа, овде е актуелна и она мерка за ПВЦ и алуминиумски прозори и субвенционирање на истите. Ајде да започнеме со овие мерки на Министерството за економија. Вака, најнапред од моје лично име и од името на Министерството за економија да се заблагодарам за поканата за гостување во вашата емисија. Се надевам дека во наредниот половина час ќе имаме можност да дискутираме на различни теми кои што се од интерес не само на граѓаните од Штип, туку пошироко во регионот. Точно е, многу актуелна мерка, вака дигна прилично прашина изминативе 3 недели. Субвенционирање или замена на дотраените дрвени прозорци со ПВЦ и алуминиумски прозорци, мерка која што Министерството за економија ја спроведува согласно програмата за поддршка на енергетиката која што е донесена изминатата година, се однесува на 2017 година, а која што мерка има за цел практично да придонесе за зголемување на енергетската ефикасност. Конкретнава мерка е намената за субвенционирање или поддршка на домакинствата кои што имаат намера да ги заменат или пак мерката треба да придонесе да се мотивираат да ги заменат старите енергетски неефикасни дрвени прозорци со ПВЦ и алуминиумски прозорци кои што практично се енергетски поефикасни. Поддржуваме домакинства со 50% од износот кој што го инвестирале во замена на ваквите прозорци, но не повеќе од 500 евра по домакинство. Измина речиси или повеќе од 3 седмици од кога јавниот оглас е објавен од страна на Министерството за економија и согласно податоците со кои што располагам, навистина постои голем интерес за оваа мерка, односно веќе 1100 домакинства аплицирале за поддршка. За конкретната мерка обезбедени се 20 милиони денари, што значи дека има доволно средства за поддршка на најмалку 635 домакинства, доколку сите домакинства го искористат оној максимален износ од 500 евра. Но бидејќи ќе има домакинства кои што ќе ги субвенционираме со понизок износ заради износот на сите практично не инвестирале во износ од условно речено 1000 евра за да субвенционираме со 500 и очекуваме да останат повеќе слободни средства, односно по моите проценки сигурно ќе има над 700 домакинства кои што ќе бидат поддржани со мерката. Согласно оваа програма која што спомнав за поддршка на енергетиката, Министерството за економија спроведува уште една мерка и тоа во континуитет трае повеќе години, односно и оваа година ќе надоместиме дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи и тоа во износ од 30%, но не повеќе од 300 евра во денарска противвредност за домакинства во 2017 година.
Споменувајќи ги овие мерки, да напоменеме ете за првата која ја имавме посочено денес, дека ќе трае до искористување на средствата. Така, првата мерка предвидено е да практично јавниот оглас е објавен и трае до 31 август. Меѓутоа, мерката реално ќе се реализира додека има средства, на принципот прв дојден, прв услужен. Овие се едни од последните мерки кои што ги предвидува Министерството за економија, меѓутоа спроведени се голем број мерки претходно во областа на енергетиката. Так. Како ја оценувате состојбата? Така е, значи ова се мерки кои што за кои што непосредно е задолжено да ги спроведе Министерството за економија, меѓутоа се само капка, да речеме, во морето. Навистина, во изминатава деценија сериозни инвестиции се направени во енергетскиот сектор со цел зголемување на енергетската стабилност, диверсификација на енергетските извори, зголемување на енергетската ефикасност. Кога сме кај енергетиката, би сакала да споменам дека изминатава деценија особен акцент се стави на зголемување на искористеност од обновливи извори на енергија и во тој контекст владата па и Министерството за економија правеше напори што повеќе енергија да се добива од, условно речено, чисти извори на енергија. Тука се малите хидроелектрани и конкретно до овој момент во употреба се пуштени 64 мали хидроелектрични централи со вкупно инсталирана моќност од над 60 мегавати. Понатаму фотонапонски електрани веќе имаме 102, 3 термоелектроцентрали на биогаз и еден ветерен парк. Ова се значајни инвестиции во, условно речено, чиста и здрава животна средина. Но паралелно се спроведуваат и многу мерки и процеси во други сфери од енергетскиот сектор. Реализирани се голем број на проекти за изградба и на нови модернизација и ревитализација на постојните електрани, далеководи, трафостаноци и така натаму. А не може да зборуваме за област енергетика, а да не спомнеме еден многу сериозен и значаен процес кој што започна во изминативе 10 години, а се однесува на гасификација на Република Македонија. И при тоа паралелно се работи и на проекти кои што значат изградба на националниот гасоводен систем, преку изградба на магистрални гасоводи, но и на се работи на овозможување на нови интерконекции кои што треба да обезбедат други дополнителни извори на газ во Република Македонија и се превземаат конкретни активности за развој на дистрибутивните мрежи. Тоа се оние мрежи од магистралниот гасовод до крајниот потрошувач. Ова е значаен процес кој што многу чини, зборам финансиски, меѓутоа кој што во иднина ќе придонесе за многу позитивни ефекти како за домакинствата, поевтин извор на енергија, така и за економијата и предпријатијата во целост, бидејќи ќе обезбедат од една страна чисто, од друга страна пак поевтин енергент за обавување на нивните активности. Так. Од актуелните мерки ќе продолжиме на актуелните признанија. Етеком Фондацијата Heritage ја рангираше Македонија благодарение на незиното 10 годишно напорно работење од умерено слободна веќе слободна држава според економските слободи. Што ова значи во однос на економијата и колкаво е значењето од ова признание всушност и реално? Така, не е само признанијата кои што стигаат од Heritage фондацијата, точно е ова е последното признание кој што стигна за Република Македонија, значи во континуитет Република Македонија бележи позитивни остварувања во различни меѓународни извештаи. Тука не може да не го споменеме извештајот Doing Business кој што го цени деловното окружување, но ќе се задржиме на последниот извештај на Heritage фондацијата и Wall Street Journal. Го очекував прашањето затоа што е актуелно и ова е последниот извештај. И во овој контекст за вашите гледачи би сакала да започнеме пред да навлеземе во анализа на конкретни индикатори, би сакала да започнеме со еден цитат од авторот на извештајот Тери Милер,
кој што во овој извештај практично констатира дека ова е тешко време, вели, за Македонија за да подобри економската слобода. Имате политички правирања низ кои менувате, а имате и бегалска криза на границата. Но јас сум навистина импресиониран од тоа колку добра работа завршија македонската влада и луѓето. И понатаму изразува надеж за еднината, во смисол дека очекува понатамошен напредок кога ќе се разреши политичката криза. Точно, Република Македонија во овој извештај е рангирана на 31-то место во светот и бележи подобрување од 16 места на рангот. И она што е значајно е што од групата на средно слободни економии практично преминавме во групата на слободни економии. Извештајот цени повеќе индикатори и во овој контекст најдобро оценети сме кај индикаторот кој што го цени практично даночното оптоварување. Тоа е подиндикатор во рамки на индикатор кој што се нарекува големина на влада. Значи, извештајот констатира дека покрај се Република Македонија и понатаму продолжува да бележи резултати во делот на деловната клима и тоа е вака за поздравување. Ова не е случајно и можеби не се најзначајни бројките кои што ги нотираат овие меѓународни извештаи, колку што е значајно тоа што практично во реалноста се случува. А она што се случува во реалноста се должи на многу реализирани реформи и превземани мерки со цел да се стигне до ваквите резултати. Ете да ги споменеме реформите, затоа што тоа е севкупност кој што го дават крајниот резултат, а резултатот е импресивен. Па така, кога зборувам лично за реформите кои што беа спроведени во Република Македонија минатава деценија, а влијаја значајно за зголемување на конкурентноста на македонските фирми, не може да не ја спомнеме за мене клучната реформа во даночната сфера, тоа е намалување и изедначување на даночните стапки кај персоналниот данок на доход и позначајно за фирмите данокот од добивка на 10%. Оваа реформа и покрај тоа што мина една деценија од кога е спроведена, денешницава покажува дека ги даде очекуваните резултати и значително влијаеше за подобрување на конкурентноста на македонските фирми од причина што со намалување на даночните стапки значи останаа повеќе средства кај фирмите, истите имаат можност да ги реинвестираат, во исто време остана 0% данок на добивка доколку истата се реинвестира и ова е исклучително значаен стимул за бизнисите. Секако, не е значајна за деловното окружување само оваа реформа. Значи, паралелно се работеше во многу сфери. Например, се спроведе реформа во делот на укинување, условно речено, на бирократијата. Секоја година владата спроведува еден проект кој што се нарекува Учиме од бизнес заедницата, па низ непосредна средба со различни компании од различни области се детектираат кои се оние пречки во регулативата кои што ги оневозможуваат, условно речено, да напредуваат, па се превземаат соодветни активности, секако по однапред спроведени анализи во кои што се вклучени државни институции за надминување на состојбите. Навистина постојат многу мерки кои што придонесоа Република Македонија вака високо да котира во овие извештаи, позади кои што стојат секако реномирани меѓународни финансиски институции. Тоа се вака соодветна, да речем, потврда за сработеното. Кое е вашето гледиште и став за реалната состојба во Македонија? Мислите на економската состојба? Па видете, пак јас во овој дел ќе се држам до бројки. Во моментов имаме показатели за бруто домашниот производ за 3 квартали од 2016 година. И согласно показателите за првите 3 квартали од 2016, Република Македонија во 2016 бележи раст од 2,7% на бруто домашниот производ. Кон почетокот на март ќе ги добиеме и податоците за последниот квартал, со што ќе може да се заокружи сликата за 2016.
Но економскиот раст од 2,7% во првите 3 квартали ни дава за право да веруваме дека 2016 ќе ја завршиме на ниво на она што беа проекции на владините институции, односно Министерството за финансии и Народната банка на Република Македонија, кои што се движат нешто над 2%. И во овој случај, значи, мотор на растот е градежништвото, како и изминатите години, земјоделството и услужниот сектор, додека пак ако го анализираме бруто домашниот производ од расходна страна, може да констатираме дека двигател на растот се извозот и потрошувачката. Има конечни податоци за индустриското производство за 2016 година и при тоа можеме со задоволство да забележиме дека и покрај политичката неизвестност во која што се наоѓаме изминативе 2,5 години, индустриското производство бележи раст од 3,4%, што во голем дел се должи на гранки во кои припаѓаат дел од капацитетите во кои што работат во слободните економски зони, но секако солиден раст е забележан и кај некои традиционални индустријски дејности. Значи, ако ги сумираме овие податоци, би можела да истакнам дека економската состојба во Република Македонија во моментов и покрај политичката криза, да ја наречеме стабилна и солидна. И тоа, по моје наоѓање, се должи пред се на два моменти. Првиот и многу значаен е оној за кој што веќе дискутиравме, реформи, кои што се превземани изминативе години, а влијаеле на зголемување на конкурентноста на македонските предпријатија. А вториот момент се позитивните движења, економски секако, во рамки на Европската Унија, која што практично е најзначајна дестинација за пласман на македонските производи. И тоа се двата моменти кои што прават се уште состојбата, економската состојба во државата да биде стабилна, да речеме. Секако ова не треба да не радува, условно речено, и веројатно да не беше политичката неизвестност, можеби економскиот раст ќе беше уште поголем. И она што е позначајно, токму заради она што претходно го споменав, многу е значајно што побргу да заврши оваа политичка неизвестност, бидејќи во овие услови и странските инвеститори ги одложуваат намерите нивни за инвестирање, домашните инвеститори, граѓаните, а се тоа може да има негативен ефект во иднина. Ги споменавме странските инвеститори и инвестиции и ете истокот како се поатрактивна дестинација за истите. Големи зафати во однос на привлекување странски инвеститори и инвестиции ете на истокот, меѓутоа и во делот на инфраструктурата. Многу се работи на истокот и многу патишта ете ќе го поврзуваат истокот, а се од големо значење. Како тоа влијае врз економијата? Па видете, денес многу често го истакнувам следно. Пред 10 години ние можевме само да читаме по книги за Гринфилд, странски инвестиции и така натаму. Денес странските инвестиции се реалност и Штип и околината најдобро ги чувствуваат придобивките од истите, бидејќи во рамки на технолошко развојната индустријска зона Штип работат неколку компании, како Johnson Controls, Technical Textiles, Condevo и така натаму, но не се само тие. Значи, ако зборуваме за регионален економски развој на источниот регион, исто така паралелно се спроведуваат многу активности кои што треба да донесат и понатамошно негово динамизирање. Една од тие активности е изградбата на автопатот Скопје-Штип, автопат Гоце Делчев. Од информациите кои што ги имам од колегите од Министерството за транспорт и врски, 100% трасата е пробиена, се работи на бетонирање и така натаму. Се очекува околу 60% од активностите се завршени, се очекува во 2018 година да биде овој автопат завршен. Меѓутоа не е само автопатот, изградбата на овие експресни патишта Штип-Кочани, Штип-Радовиш, експресниот пат Велес-Штип
секако треба да значат дополнителен импулс за економскиот развој на источниот регион, кој што вака пред некоја деценија беше условно речено подзаборавен. Значи, токму изградбата на овие експресни патишта, изградбата на автопатот ќе значи нов и дополнителен импулс за дополнителен регионален развој која станува збор за источниот регион, но истите се од исклучително значење и за подобрување и зголемување на протокот на стоки и луѓе и за територијата на целата држава. Ќе преминеме на состојбите во туризмот и мерките кои што се преземени за негово развивање. Меѓутоа, има и голем број на проекти кои што чекаат нивно реализирање. Ајде да направиме еден преглед на состојбата која што во моментот е со туризмот. Благодарам за прашањето. Туризам уште една од темите кои што е од непосредна надлежност на Министерството за економија, а на која што практично со задоволство разговарам. Од причина што во областа на туризмот резултатите се одлични и изминативе години забележан е позитивен тренд, како и во делот на вкупниот број на туристи кои што ја посетуваат Република Македонија, така и во делот на број на ноќевања и така натаму. Така, би стакнала дека во 2016 година, бидејќи имаме конечни податоци за 2016, бројот на туристи е зголемен за 5% и тоа раст има од 4,8% кај домашните туристи, а кај странските туристи има зголемување од 5,1%. Она што е уште позначајно е што значи ова е тренд. И ако споредиме 2006 со 2016 година, може да заклучиме дека вкупниот број на туристи пораснал е зголемен за околу 60%, а бројот на странски туристи е повеќе од двојно зголемен. Овие бројки исто така не се резултат сами по себе, туку се должат на спроведени многу мерки во областа на туризмот кои што влијаат на значи ваквите резултати. И кога сме кај мерките, вака би ги поделила во, да речам, две сфери. Интензивно се работеше на промоција на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација и значи изминативе години присутни бевме и на најголемите меѓународни сајми кои што се однесуваат на туризмот и на најгледаните светски ТВ канали, а се користеа и многу алтернативни алатки за промоција на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација. Тоа е во делот на промоцијата. Но она што е уште позначајно, паралелно се работеше и на зголемување на туристичката понуда и јакнење на конкурентноста на туризмот како сектор во Република Македонија. И во тој контекст се намали стапката на ДДВ од 18 на 5% за некој вид на услуги, се пристапи кон субвенционирање на странскиот организиран туристички промет. Не помалку значајни се ефтините летови кои што се обезбедија, а практично ја поврзуваат Република Македонија со останати држави од светот. Сите овие мерки во пакет практично доведоа до позитивни резултати во област на туризмот. Па и вака, оценкава за состојбите во туризмот би ја заокружила со конкретна мерка која што ќе следи оваа година, ќе се спроведува за прв пат, а се однесува на субвенционирање на селски куќи, оние стари традиционални селски куќи за туристички цели условно речено. Односно Министерството за економија за прв пат оваа година ќе поддржи реконструкција и адаптација на објекти во рурални средини кои што можат да служат за туристички цели. Практично оние селски домаќинства кои што живеат во село, може би обавуваат и друга некоја дејност поврзана со земјоделство и така натаму, но кои што имаат услови да примат на преноќевање некој посетител кој што е заинтересиран за посета на конкретен регион, ќе бидат поддржани со средства до 200.000 денари по домаќинство за реконструкција и преадаптација на нивната куќа за туристички цели. Со оваа интересна мерка ќе го заокружиме и нашиот разговор со желби за побрзо да имаме се подобри резултати за повторно гостување на вам. Ви благодарам за вашето гостување и се надевам на средна блиска средба. Јас да се заблагодарам за поканата
за гостување и во секое време. Стојам на располагање. Министерството за економија е вака орган на државна управа кој што покрива многу области. Во секое време останувам на располагање за наредно гостување. А вие, драги гледачи, останете и понатаму со Канал Плюс телевизија.